Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек, за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. Spending days when the year turns, put your ear to the world. Curious, my book of love, the house that I've given up. I was at that place, oh, when you said yes, I was ready. I was at that place, oh, when you said yes, I was ready. When the weather breaks, how you feel when you just can't sleep. As a spark out in the dark, where the tree line hits the beach, I was at that place, oh, when
Во текот на емисиите дискутиравме најразлични теми. Доста голем акцент ставивме на спортот, за да го поттикне нашиот темперамент и да не научи да дадеме почит на нашето здравје. Но во оваа емисија ќе опфатиме една тема која сметам дека е коренот на една нација и дека е алатка за изразување на народот, односно уметноста и културата. Тие го оформија мојот светоглед, дадоа смисла на моето творење и ме поврзаа со личност која виртуозно создава дела. Тие дела гласно говорат и зборуваат јасно кои се потребите на народот и на личноста пред се. Моја денешна гостинка е уникатната и специфична режисерка, сопственичка на првиот приватен театар со сопствен простор, интимен театар. Тоа е нашата најмила Софија Ристевска. На мое огромно задоволство, како што ви кажав, е мојата омилена режисерка пред се Софија Ристевска. Добре ми дојде. Добре ви најдов. Многу интересно е ова издание, што двете не сме многу навикнати во ваква форма да сме моментално како што сме, но јас како што напомена во претходните емисии, ги викам во мојата емисија луѓето кои ме инспирираат или луѓето кои вложиле многу во наша соработка и наш сооднос. А таков лик е Софија Ристевска, која всушност препозна нешто силно во мене и создадовме една многу добра релација. Па, Софија, сакам да се представиш. Која е всушност Софија? Ме интересира со твои зборови да се опишеш. Ние те знаеме како најмилката, но сакам ти да кажеш со твои зборови како се доживуваш. Стефи, фала ти најмила прво што ме покани во твојата емисија. Твоето учество во мојот интимен театар во последниве 2 години е многу силно, многу моќно и јас многу се радвам што се пронајдовме. Јас сум театарски режисер, дипломиран на Националната академија за театар и филм во Софија, Бугарија. После тоа магистрирав во Белград, департамент сценографија, но не станав сценограф, јас сум режисер по основна професија. И веќе долго време сум во нашиот град, 4 години веќе сме во интимен театар, каде што го имаме нашиот простор на Стифнамов 35. Создаваме представи за возрастни, имаме и младинска сцена што ја води Димитар Шутевски, а оваа последна година имаме и театарска школа за деца, за дечиња од 3 години па до тинеџерски години. Така да развиваме една дејност и многу се радувам што и вашиот центар започна да функционира и убаво е што младите во овој град можат да комбинираат перформативни уметности, како танцот и театарот. Мислам дека е таа прекрасна возможност. Инаку, јас сум уметник што мислам дека во последно време се поважно ми станува да ја инволвирам уметноста во социјалниот контекст. Поточно, социјалниот контекст на локалната заедница, проблемите што тука ги гледаме, ситуациите што тука ги гледаме, да ги изразувам или да ги потенцирам преку театарските представи. Така да, поборник сум за една ангажирана уметност, тоа е за ангажиран театар што говори за проблеми. Не верувам многу во тоа дека театарот е, не знам, театарот е магија, да, но според мене театарот е и активизам, општествен, социјален активизам. За луѓето што имаат потреба, кои што имаат потреба нивните проблеми да бидат кажани, изговорени јасно и гласно. Како што разбираме, си поборник за тема која што всушност активира многу подтеми. И всушност тоа го дефинира и твојот карактер. Ме интересира подлабоко твојата личност. Која е целта на твоето живење? Што сака Софија Ристевска да постигне? Од секогаш, од кога дипломирав, значи 2003 година, тоа се веќе 13 на години, многу ми било важно да биде инволвирана жената во театарот. Жената како театарски создавач, како режисер, како актер, да дојдат на површина женските проблеми. Секогаш сум поставувала во првите мои години женски автори, сум гледала женскиот проблем да е на површина. Некако многу ми е важно женското присуство и женскиот аспект
и женскиот поглед кон животот да биде присутен во моите представи. Во последно време се занимаваме во нашата последна представа, тоа би сакала да го нагласам, со жени болни од рак на дојка, жени кои што ја победиле таа болест, кои што ја имаат таа болест. Мојата сестра е психијатар, има една група за поддршка на тие жени. И во последната представа говоревме за тој нивни проблем. И како што оди времето, се повеќе мислам дека натуршчици, луѓе со конкретни проблеми, значи тие жени, кога би дошле на сцена и би говореле за своите проблеми, мислам дека представата би била многу помоќна отколку ние актерите и режисерите да ги прераскажуваме тие проблеми. Така да во последно време се повеќе сум поборник за тој така наречен документарен театар, театар што содржи конкретен проблем што се разгледува на сцена, изговорен од натуршчици, луѓе, нормални луѓе што се директно поврзани со проблемот, директно допрени од проблемот, така да во последно време тоа е некоја така моја смисла. Идејата е ова лето, затоа што мојата школа престана да работи за летото, почнувам од септември, идејата е со овие жени да почнам нов проект. За сега не најдовме финансирање, но и без разлика на тоа што не најдовме финансирање, сакам да ги соберам и да почнеме да ја правиме таа тотално документарна представа со луѓе што не се театарски инволвирани. Дури би сакала да ги погледнеме тие луѓе, да им дадеме нови уменија, на пример да можат да танцуваат, да можат да пеат, да ги видиме како ќе пеат, како ќе танцуваат, како ќе говорат, значи сите тие актерски способности, но направени од луѓе што имаат конкретен проблем. Така да тоа ми е последно време така во фокусот. Ете. Како што разбирам и всушност самата тема на оваа емисија е дека инволвираноста на личностите кои се занимаваат со театар е всушност поврзана со нивните цели и мисли кои ги имаат. Како што разбирам во твојот случај е всушност сите проблеми кои ти ги забележуваш во општеството, ти ги манифестираш на тој начин што ги представуваш на сцена. Кажи ми, која е историјата всушност на твоите театарски представи? Прво на интимен театар, а потоа ќе се вратиме малку и поназад. Значи, кога јас дипломирав 2003, можам да кажам дека 5 или 6 години работев во институционални театри, баш на тој некој репертуарен принцип. Значи, јас сум режисер, земам драмско дело и го поставувам делото. Многу близко до тој така наречен литературен театар, каде драматургијата буквално се поставува на сцена и нема некоја дистанца, и од оваа перспектива не ми е обилен тој период од моето творештво. И понатаму веќе многу активно патував во Германија, гледав германски представи, многу активно го следев Битев фестивалот во Белград, каде што пак гостуваа германски представи, и од германците научив што значи да бидеш навистина режисер. Тоа е интерпретација на текстот или вадење на проблемот на површина. И тотално реконструирање на драмскиот текст, ако е драмски текст. Во последно време јас избегнувам да работам со драмски текстови, работиме со конкретни теми, мојот драматург ги пишува текстовите за темата, многу текстови доаѓаат од самите учесници во представата, од актерите или од жените кои што ќе учествуваат во идните проекти и така натаму. Така да последните, можам да речам, 5 години од кога го имам интимен театар, навистина се бавам со деконструкција на драмскиот текст и вадење на проблемот на површина и тотално моделирање и манипулирање на театарот и театарските изразни средства спрема моите желби и потреби. За моје задоволство и за моето изговарање на она што сакам да го изговорам. Така да од 2003 сум дипломирана, пак кажувам, првите 5 години работев во институционални, јас и до ден денес работам во институционални театри, но не поставувам драмски текстови класични. Напоменеме каде работиш моментално исто така. Така, значи во моментов сум во интимен театар, но инаку сум вработена во Велешки театар. Таму сум направила една представа досега. Во Велешки театар, кој што еден во моментов од најубавите згради ги има во државата, тотално е нов театарот, има технички услови прекрасни. Инаку сум работела во многу театри, во Прилеп, Битола, Охрид, уште кога не беше театар, во Тетово сум работела неколку представи, во независни продукции. Куманово, Штип, во Албанскиот театар во Скопје. Така да доста институции така сум поминала и тоа е интересен начин на работа, но институцијата има своји правила на игра. Институцијата се интересира од продуктот. Значи, режисерот мора да е занаетчија, уметник, занаетчија и психолог за да може да работи со сите тие нива на институцијата за да може да се добие конкретен продукт. Но во интимен театар, пак кажувам од 2013 октомври го имам интимен театар, работиме сосема поинаку, работиме лабораторно, работиме
работиме онака како што спрема мои некои параметри. Значи прво се опипува теренот, проблемите се многу важни, темите кои што го засегаат локалното живење, мојата локална заедница. Нормално на некое повисоко ниво, но локалната заедница, она за што сакаме ние да проговориме, темата се бележи, од тука се создаваат текстовите и од тука одиме кон реализација. Многу често во нашите представи користиме танц. И самата Стефи, знаеш како, да, прво те повикавме за кореограф, па потоа остана кај нас и како актер и сите тие функции прекрасно ги извршуваше и ти и нашиот долгогодишен соработник Кире Миладиновски исто кореограф. Така да не само зборувањето и изразно средство, не само текстот, не само говорот, а многу често и телото, многу често и тие документарни материјали ги користиме. И идејата ми е, јас пак кажувам, идејата ми е мојот простор да дава шанса млади луѓе да работат во него. Многу млади луѓе работат во него, имаме независна сцена, младинска сцена, тинеџерска сцена, значи млади луѓе да работат за да може и принципот на интимен театар да се пренесува. И некако да допира до луѓето, локалната заедница да доаѓаат и да гледаат, значи. Всушност младите можеби ја поставуваат таа современа сцена и тоа што се случува во денешницата. Што всушност се случува со публиката, како реагираат на сето ова размислување, начин на размислување пред се, а потоа и како на театар кој има функција на институција некако. Да, видите, публиката за нас како интимен театар, бидејќи сме мала институција, значи ние истите луѓе, ние работиме на представите, ние работиме на менеджментот, ние работиме на анимирање на публиката да дојде во нашиот простор, малку ни е тешко да доприме до сите таргет групи до кои што сакаме да доприме. Значи треба повеќе тука можеби да работиме и тука повеќе да се развиваме. Кога ќе се натераат луѓето да влезат во нашиот театар, луѓето се исклучително задоволни или барем благорасположени, да гледаат конкретна тема, да дискутираат на темата, после представи се водат дискусии за она што се погледнало, но пак кажувам на малите театарски групи, како интимен театар, независни театарски групи, малку им е потешко да допрат до таргет групите заради немање на толку голем инструмент. Државниот театар има цел департамент, маркетинг, менеджмент и услуги, продажба на билети. Значи малку полесно допира до таргет групите. Ние точно преку младите луѓе и благодарение на сите тие луѓе што работат во интимен, како младинската сцена и така натаму, се обидуваме повеќе да допираме до луѓето. супермаркетот Илјана. И како ја трпиш официјалната тортура од твоите предпоставени кои што секојдневно те експлоатираат затоа што знаат дека ти живееш на границата и дека немаш право на бегство и немаш право на избор. И знаат дека си смртливо биолошко ѓубре од небитливиот дел на Европа и бараат од тебе да работиш секој ден, по многу часови на ден и да живееш меѓу рафтовите и да останеш невидлива затоа што видлив е само капиталот. И ти живееш без идеја за среќа и без идеја за љубов и без идеја за правда и без идеја за социјална заштита и без пензиско осигурување и без здравствена заштита и без топол дом и без право на избор и без образование и без љубов и без Во интимен театар всушност доаѓаат луѓе или публика кои се интересираат на вистина за уметноста и културата. Но како сметаш дека треба да се допре до пошироката маса?
Стефи, јас мислам дека прво продуктите треба да се добри. Кога се добри, има од збор на збор, тој систем, значи од уста на уста пренесување на информација. Сум забележала дека кога во представите учествуваат повеќе натурчици, значи луѓе од обичниот народ, заради X причини учествуваат во представата, доаѓа многу повеќе публика, бидејќи народот е заинтересиран да гледа некој од своите редови, од своето окружување на сцена. Тогаш имаме доста публика. Например, посебно конкретната господја што учествува во представата Скршената стомна болна од рак на дојка, имаше 30 луѓе публика, само неја да ја гледаат. Значи, но и кога имаме актери, исто имаме публика, но треба да рекламираме. Што би рекло? Да рекламираме преку телевизии, што го правиме, социјалните мрежи, што го правиме. Сега треба повеќе на терен да се активираме. Ние тука многу често соработуваме со господја Танче Бегајовска, која што долги години беше директор на департаментот продажба на билети во Битолски театар, ни помага за да доприме до пошироката, но треба на терен да излегуваме повеќе. Да рекламираме, да одиме во фирми, не, значи мачно е продавањето на театарот. Затоа што за жал ние живееме во моментот во една таква средина и такво капиталистичко општество каде што културата навистина за жал не име на прво ниво на луѓето. За жал, не знам дали е народот беден или незаинтересиран или нељубопитен, не секој има потреба да дојде еднаш во месецот на културен настан. Сега тоа треба да го будиме, да го едуцираме, а луѓето што доаѓаат, значи имаме не знам, околу по моја некоја груба преценка имаме некои 500 луѓе што доаѓаат сами на театар, но сега тоа се колку 5-6 представи на пример. Сега после тоа мораме многу активно да агитираме. И тоа е малку напорно. Мислам напорно, тешко е, значи, не е лесно. И затоа кога доаѓаат луѓето и на пример 150 денари карта или 100 денари им е многу, значи нас тие пари се многу важни. Ценење на самиот театар. Апсолутно. И секој еден билет е важен, бидејќи од тие билети потоа ги финансираме уметниците, нели плаќаме такси нормално и значи парите што ги земаме многу ретко остануваат за интимен, циркулираат понатаму. Нешто што сега се сетив е интересно да го споменеме дека често овој тип на професии, тоест уметничките професии не се сериозно сватени. Не сметаат дека ние нешто или си танцуваме, или си пееме, или нешто си играат, си глумат таму, не го сваќаат сериозно, не ги сваќаат всушност темите кои ги допираме ние длабоко. Не го сваќаат театарот како еден јавен психолошки момент. Што сметаш дека треба да се превземе? Стефи, вака, во последните неколку години постои една таква мерка, не знам дали сум ти кажала генерално, Министерството за култура дозволува, има таков конкурс, секој уметник кој што е слободен уметник, независен, како тебе, јас доскоро бев независен уметник, веќе 2 години сум во Велешки, но значи како тебе и многу други уметници што живеат од своите хонорари, значи дозволува такво нешто, регистрираш фирма, како што имаш ти своја фирма, и можеш да конкурираш и Министерството за култура плаќа пензиско и здравствено на конкретниот независен уметник. Што би рекло, некако си вработен како независен уметник, значи државата ти го покрива пензиското и здравственото, своите хонорари ти живееш. Значи тоа е една форма на професионализација на независните уметници. Она што ти го кажува, значи кај нас гледаат на нас како да сме непрофесионалци или како да не треба да живееме од тоа што го правиме, а ние треба да живееме и живееме од она што го правиме, нели? Тоа е еден начин. Второ, во моментов се промени министерот за култура и министер за култура е Роберт Аладјозовски. Тој е еден господин кој што доаѓа од издавачката дејност, од литературната дејност и е независен уметник целиот свој живот. Значи има независна издавачка куќа, работи од проект на проект, така да се надеваме дека сега новиот министер ќе има поголема видимост и однос кон независната театарска уметничка сцена, танцова сцена, ликовна сцена, мислам, литературна сцена, целата независна. И сега, ако ние како независни уметници добиваме грантови, тука е тој момент. Значи ако ние имаме грантови, ако ти имаш свој центар кој што го финансираш самостојно и ако државата или општината ти даде грант, бидејќи Стефанија веќе инвестирала, Софија инвестирала, Едиси кој инвестирал, тогаш веќе е подруго. Нештата стануваат попрофесионални. Имајќи повеќе грантови, повеќе финанси, нашите колеги во Европа така живеат, по тој начин. Значи, многу е тешко од уметноста е, Стефи, дисциплина што е многу елитарна. Дури и Молиер, кој што бил автор, нели, во 17 век, пишувал за кралевите, живеел по дворците, имал мецена. Значи, уметноста мора да има еден дел каде што има мецена, значи инвестиција, значи грантови, значи финансирање на независната уметничка сцена. Официјалната уметничка сцена, државните институции се сите финансирани од државата.
Значи, затоа функционираат. Ако треба да функционираат од билети, не верувам дека во таков голем маштаб, во таков голем обем би функционирале. Значи, пак велам, треба повеќе грантови, општината, локалната заедница мора да има повеќе слух за независните уметници, посебно за оние што инвестирали, имаат своји простори, своји галерии, своји танцови студија, своји театри, значи да им се дава грантови кои што ќе ги помагаат уметникот во најмала рака да им се плаќа кирија и не знам режимски трошоци во најмала рака, за да може хонорарите од своите школи, од своите представи да остануваат за уметниците, не? Првото, второ, на државно ниво исто така грантови за независната културна сцена. Повеќе проекти, повисоки проекти. Интимен театар досега во интерес на вистината добивал грантови од државата, но кога би биле тие грантови повисоки, значи грантот е точно колку да продуцираш една театарска представа и луѓето да добијат некаков скромен хонорар. Нели, малку повисоки хонорари да можеме да плаќаме, би било поинаку. Колку интимен театар патува? Патува. Сравнително доста во рамките на државата. Сме биле на доста фестивали, сме биле на МОД, сме биле на прво па женско, фестивалот што го организира една организација од Скопје, на Лице без маски, на АКТО, фестивалот на Филип Јовановски, сме биле на повеќе, на Охридско лето, на Битфест сме биле. Дали планирате интернационални контакти со работа? Планираме, Стефи, но пак е врзано со финанси. Значи има толку многу шанси за патување. Но во најмала рака, значи ти мора да најдеш начин да стигнеш до фестивалот. Дури и да ти дадат хонорар таму, бидејќи хонорарот што го дава фестивалот е за хонорар на луѓето, нели? За да се стигне до тоа пак треба грант. Пак треба општината да има чуваемост, значи не да се носи, не знам, Хари Джиновиќ и ракометно, а тие пари да се доделат на реалните уметници што творат во локалната заедница. Се надевам дека ова наше гласно говорење ќе пробуди некои заспани заспани мисли, но да се надеваме дека ќе биде тоа за скоро, но во секој случај наше е да продолжиме да твориме, во секој случај, затоа што нас единствена мисија ни е да го будиме пред се народот. Сега тие грантови се всушност наша мотивација понатамошна. Точно, тоа зборуваме точно затоа сега во моментов во независната театарска, уметничка сцена целокупно на државно ниво се буди таа дискусија како професионалниот независен уметник без разлика од која дисциплина да биде професионализиран, значи да се знае дека Стефанија, Софија, било кој, значи има некаков барем загарантиран доход. Стефи, тоа е многу важно. А како би го имале, пак кажувам, грантови. Значи германците имаат грантови. И нивните артисти независни дури не прават ни толку квалитетни дела. Се што сум погледнала во Германија од независни артисти, многу често има сомнителен квалитет, но тој е артист. Значи тој добива грант и тој добива здравствено и пензиско и тој, значи артист е еквивалентен член на општеството како и секоја друга професија. Можеби за тоа повеќе треба да се бориме. И локалната заедница мора повеќе да инвестира во локалната културна сцена. Колку многу проблеми имаме. Јасно е што се случува веќе долго време, сите знаеме што се случува, но зошто Софија остана во Битола? Што се случи со Софија и што е тоа толку силно што ја држи тука? Па можеби од кога го добивме просторот, значи до пред 2013 јас многу патував, значи не на големи дестинации, но до Белград и Софија сигурно. Во Софија јас дипломирав, имам и некој мал стан, значи имам линкови врски што ме држат. Но во последно време, кога човек добива простор, знаеш и по себе, веќе стануваат работите поозбилни, веќе има репертоар на куќата. Но зошто Битола? Што е? Затоа што сепак ова локална заедница е важна за мене. Јас сум тука родена и тука пораснати овие луѓе и мислам дека толку многу луѓето веќе емигрираат, што ако емигрираме и ние, некој треба да остане овде, затоа што овие луѓе се важни. Сите овие луѓе што некои од нив се на работ на екзистенцијата, но се важни. Ние треба да се бориме да биде нивниот квалитет на живот подобар. Мислам дека е важно да останеме. Мислам дека веќе е демоде до негде. Мислам, ги разбирам луѓето што заминуваат. Навистина, значи некои заминуваат ради немање на работа, некои ради X причини, најчесто финансиски причини. Но мислам дека е важно некои да остане. Ето, ние сме тие. Точно така. Како да им пренесеме на младите, всушност да се мотивираат да започнат да творат и да ја сваќаат сериозно оваа работа како работа? Па пред се треба, јас мислам дека многу е важно да контактираме пред се со нивните родители. Ако зборуваме за мали дечи, мислам по малата возраст, родителите треба да разберат, родителите пред се, дека перформативните уметности, секоја една уметност што има движење, што има работа во колектив, што има контакт со други луѓе, директен контакт,
образува во нивните деца едни дисциплини што се многу важни, како одговорност заради групата, одговорност кон групата, работа под притисок, работа кога мора да настапат пред публика, значи стануваат поозбилни дечиња. Тоа мора родителите да го разберат и да ги пуштаат своите деца на вакви дисциплини. Затоа што пак кажувам, образованието во училиште е едно ниво. Ако погледнете во сите европски држави, баш вчера слушав за образованието во Англија, значи се учи наука и уметност како во една дисциплина, значи уметноста е многу важна. Многу важна, затоа што пак кажувам, развива такви навики како одговорност, како озбилност, како работа во група, работа под притисок. Така да мислам дека е многу важно да имаат уметничка дисциплина децата во своето образование. Колку сметаш дека имаме таленти тука? Многу. Децата се прекрасни, талентирани, многу, но важно е да се работи со нив и пак кажувам, важно е родителот да инсистира да се доаѓа редовно на часови, ако веќе се запишало детето. Да има некаква рутина, значи бидејќи уметноста не е како денес се доаѓа 3 часови се изоставува, навистина мора да има некој континуитет. Да, но самите родители од моје искуство ми покажало дека не многу сериозно ја сваќаат се уште темата. Па да, сега ние мораме да зборуваме, Стефи, знаеш, ние кога луѓето влегуваат, ето за интимен зборувам, мора да им се објасни дека на каква представа дошле, дека колку е важно билет што купиле, колку е важно децата што си го пуштиле во таа школа, да им се објаснува, да им се зборува и единствено зборувањето, тоест така да речам, советувањето е некој начин на контакт со луѓето. Инаку нема како поинаку. Значи мора да се зборува, тоа е многу важно. Да се објаснува колку е важно да се доаѓа на театар или на танцова представа или во уметничка галерија, дека тие 100 денари даден или 150 тоа за уметникот, се финансираат независната сцена младите уметници. И така, мислам, да. Сакам да ја споменеме темата колку е важно еден режисер да има сценско искуство. Да. Да има настапено. Исклучително важно. За мене е тоа бескрајно важно. Ти имаше тоа искуство во Будење на пролетта, заедно настапувавме и познавајќи те лично, сватив дека доживеа огромна промена како режисер пред се и како начин на мислење, затоа што нели го доживеа самиот артист на сцена или перформер како се чувствува. Објасни ми го тој момент. Многу е важно, Стефи. Ние прво на факултет учевме, значи режисерите учевме глума, не онака провизорно, а реално. Значи глумевме, имавме предмет глума, првиот семестар имавме некаква представа мала што ја спремавме ние режисерите, вториот семестар 3 години учевме глума. Во текот на 5 годишното образование по режија. И јас од секогаш знаев дека да настапуваш е тешко, значи е напорно, но никогаш не мислев дека е толку напорно. Кога се вклучив како глумица во Будење на пролетта, разбрав колку голема сила, физичка, психолошка, ментална треба да има перформерот и за да настапи. И разбрав колку таа професија е всушност мачна и тешка и напорна и така да знаеш како да работиш со твоите глумци, ако и ти си бил дел од тоа, значи ако и ти си настапувал, ако и ти си бил глумец, не може режисерот да не може да истанцува 5 такта, значи е тотално амузикален, не може да изрецитира 2 стихотворби, е режисер, не знам каков режисер. Како ти ќе бидеш пример за твоите глумци? Ако ти не можеш да направиш 2 чекори во лево и да изговориш 5 збора. Тоа навистина не го разбирам. Не знам, јас мислам дека режисерот треба се што можат неговите глумци во основата да го може. Нормално не можам да танцувам како тебе, нити да глумам како моите, но можам да се носам со вас горе-долу на неко основно ниво. Тоа е важно. Тоа го потврдувам. И сега веќе доаѓаме на темата спорт, затоа што во самата представа имавме тема спорт и како луѓето кои не можат да се движат или по дебелките или по полничките, како што ги нарекувавме во самата представа, ако се потрудат можат да го постигнат тој момент. Ти си нели пример за тој момент. Кажи ми колку Софија спортува, нели кажавме дека во самата представа имаше физичка активност, колку во приватниот живот спортуваш? Јас Стефи не сум спортист, значи тоа морам да го, значи не сум спортист, во смисла не сум спортист, но определено не сум мрзлив човек. И кога моето тело не ми дозволува да спортувам заради X причини, мислам да спортувам, да се движам, ми е тешко.
Последно пред Нова година работев многу со Христина, моја пријателка и инструктор по аеробик. Работевме активно, на физичка активност и ми беше многу убаво. Многу мачно, но многу убаво. Пак кажувам, јас сум многу поборник за физичка активност, посебно за малите. Значи треба да се каже дека физичката активност е тој момент што ги спречува многу болести понатаму. Значи мора да се децата активни, а понатаму и ние. Пак кажувам, јас не сум спортист, но определено не сум мрзлив човек и не можам кога телото не ми се движи. Значи јас од секогаш го имам ова тело, никогаш не сум била послаба, но моето тело е активно, мојот дух е активен и мислам дека тоа е многу важно. Многу посебно за малите. Затоа и во мојата школа по глума имаме и понекогаш лекции по аеробик, лекции по танци, за да знаат децата дека глумата не е само говорење на текст. Никогаш не било и никогаш нема. Текстот е последен. Актерската игра, присуството на сцена пред се е мисла во главата, тренинг на мислата, движење на телото, а текстот е последен. Навистина, во последно време не верувам во драмските структури како зададени, готови партитури, што ние треба да ги изговориме. А проблемот е пред се, телото е понатаму и од тука веќе се создава текстот. Така да... Како што спомена, се создава нов текст на некој начин во самите представи, кој помага во целата ситуација. Па имаме драматург во Интимен театар, Билјана Крајчевска, која што ги оформува текстовите, но многу често текстовите доаѓаат од самите изведувачи. Од мене како режисер, од изведувачите, потоа Билјана ги оформува, додава своји текстови, но се создава текстот тука на место. Понекогаш земаме текстови готови од автор, но избегнуваме да користиме готова драматургија. Да. Прекрасно, Софија. Ти благодарам за сето ова што ни го пренесе денес. Се надевам дека твоите мисли успеа да ја достигнат целта и дека понатаму ќе продолжиш да твориш со ова темпо. Се надеваме исто така дека нашите гласини кои ги пуштаме сега ќе допрат до поголема маса на народ и дека ќе започнат да имаат слух за уметноста и културата. Сигурно. Ние секако ќе продолжиме во нашето темпо. Вие, драги мои гледачи, се надевам дека почесто ќе започнете да посетувате театар пред се, да започнете да обрнувате внимание на самата култура, затоа што е многу важна. Ние всушност ја создаваме културата и оставаме траги од нашето постоење. He's too handsome. He's too nice. He's too funny. He dresses too well. He's too clean. He's too smart. He's too careful. He's too religious. He's too popular. I've known him my whole life. He couldn't have. Сцена. Место на кажани зборови, танцувани чекори, испеани песни, инспирација и имагинација ставени во реализација, приготвувани деноноќно во неизбројани часови, поставувани со наталожено искуство и соодветно знаење, со дадена цел да променат нечии други животи, да создадат слика за некое време, место и состојба,
кои ќе потсетат и освестат. Професија со обемна тежина на задачи, со сплотени мисли, чувства, интелект, движење и начин на изразување. Дом на артистот, сценографијата, интериер, рефлекторите, муза, звукот, храна, за да биде спокој на секој кој го посети овој новосоздаден храм. Темел на културата и уметноста, на воспитувањето на општеството, давајќи им почит, нашата совест достигнува едно повисоко ниво. Денешна тема е детоксификација, односно тема која ни е многу потребна во летниот период, најмногу. Ние денес со Елена си направивме една интересна комбинација. Едната комбинација ни е со краставица и макдонос, другата? Другата комбинација е диви шумски јаготки со свежо нане, домашно, и третата комбинација ни е лимон, портокал и ѓумбир. Ајде да им пренесеме на гледачите зошто всушност детоксификацијата е доста важна за нашиот организам. Прво да спомнеме дека баш се овие продукти, односно детокс вода јас ја викам, кои што се најдобри за овој летен период што следува за детоксификација, прочистување. Баш затоа намерно ја наметнуваме детоксификацијата во овој дел. Џабе би зборувале за здравието доколку не споменеме детоксификацијата. Значи ние не можеме да превземеме никакви промени во исхраната или да направиме да одредиме нов стил на живот доколку претходно не направиме прочистување, односно детоксификација на нашиот организам. Бидејќи со тоа се осигура правилен проток на животната енергија. И сега вака подетелно ќе објаснам. Во телото постојат 4 канали за отстранување на токсините, односно отровите од нашето тело. Тоа се кожата, бубрезите, цревата и белите дробови. Да појаснеме, значи вака, за кожата. Кожата, токсините, преку кожата токсините ги отстрануваме со потењето. Значи, ние треба да го стимулираме нашето тело повеќе да ги сврла токсините, односно да предизвикуваме потење. Преку физичката активност и конзумирање на многу алкална храна, односно свежа храна која прави во нашиот организам алкална средина. Подоцна ќе објаснеме кои се тие баш алкални продукти, како да се направи тоа. Второто, бубрезите. Бубрезите се филтри за да се прочистуваат, да ја прочистат нашата крв, односно токсините ги сврламе преку мокрачата. Битна работа е, значи, да внесуваме продукти во исхраната кои што ќе го поттикнат мокрењето. Значи, подобро да се сврлуваат токсините преку мокрењето. И подоцна ќе објаснам зошто и кои се тие намирници. Цревата, многу е битно цревата да бидат во потполно чиста, безпрекорна состојба, бидејќи секој наталажување на нечистоти и храна која што е непотребна за нашиот организам или таму се таложи, секој наталажување на таквата храна прави буквално запушување на цревата и оневозможува апсорбција на хранливите материи. Значи, за хранливите материи да се добро апсорбирани, многу е важно нашите црева да се чисти, празни, да ги одржуваме во добра состојба. Како се прави тоа? Се прави со вклучување во исхраната, во нашата исхрана да вклучиме многу намирници кои што содржат растителни влакна, односно зеленолиснатите производи, зеленолиснатиот зеленчук. Токму затоа тука го имаме и нането, го имаме ѓумбирот, имаме краставицата. Ги споменавме, значи, бубрезите, кожата, белите дробови и цревата. Белите дробови, нашето исфрлање на токсините нормално преку дишењето. Колку повеќе ние го збогатуваме нашите бели дробови со кислород, толку повеќе ослободуваме токсини од нашето тело. Значи, да потсетиме, многу почесто треба да се оди во природа, затоа што се забораваме во тоа секојдневие што ни е околу нас и некако забораваме да обрнеме внимание на нашите бели дробови. Што мислиш ти на таа тема? Дали доволно обрнуваме внимание вака ние младите? Некако повеќе си имат подигнато свеста на темата природа. Веќе почна да планинарат, да пешачат. Се сложувам. Луѓето секогаш
доброто победува, сватихме дека што не прави стрекни, што не прави задоволни, еден ден поминат во природа неделно, буквално нели си ги полниме батериите за да издржиме напорната работна недела. Кажи ми за алкалната средина која ја спомена. Значи, алкалната средина, односно базна средина која што треба да му ја дадеме на нашиот организам за правилно да функционира, доаѓа токму преку овие свежи намирници. Како што споменавме во претходната емисија, намирници кои што нас природата ни ги дава и ние кои ги конзумираме баш во таков облик како што природата ни ги дава, значи свежата храна. Секоја овошка, секој зеленчук, секоја семка, секоја јатка, секоја храна која што не е обработена во нашиот организам прави алкална средина. И сега, баш токму заради тоа, во овој летен период, внесувајќи поќе храна која што прави алкална средина, ние го прочистуваме нашето тело. Ова е како додаток баш овие детокс водички кои што си ги пиеме. Дали има некакво одредено правило како треба да ги комбинираме намирниците или тоа може да биде наш избор? Единствено правило кое важи за ваквата детокс вода е да имаме чиста вода и да имаме свежи намирници. Можеме да ставаме што сакаме и колку што сакаме. Важно е да биде она што моментално нас ни го нуди природата, значи ани намирници кои што се сезонски. Ете, баш во ова можеме видиме нането, е токму собрано од мојата градина, јаготките се шумски, собрани од дихово, краставицата се уште моментално ја немаме во градините, ама на пазарот постои како таква и одлична за рехидратација на нашето тело. Макдоналдсот кој е одличен диуретик е добро да го има. Значи, добро е да се стремиме да ги има оние намирници, обавезно да има нешто што е зелено лиснато, да содржи нешто што е бобинка, да содржи се што може нас да не освежи, да ни даде подобро чувство. Вкусовите можеме да си ги комбинираме според наша желба. Колку често овие детокс води треба да се пијат, дали влијаат конкретно на некоја здравствена состојба, спортистите што треба да прават, всушност дали треба да ги конзумираат, дали има доза всушност ова нешто? Повеќе прашања во едно, се надевам дека ќе ми ги одговориш. Значи, дозата е да ги пиеме во текот на целиот ден, бидејќи да влијат врз нашето расположение максимално, даваат максимално енергија, даваат чувство на ситост и ни ја смалуваат потребата за внесување на додатно храна. Значи во овие топли денови нас не ни е потребно многу храна, ни треба добра енергија за да функционираме во текот на ден. Ме изненадува вкусот на краставица колку добар е и колку освежува. Не е солено како што можеби луѓето си мислат дека е. Напротив, многу освежувачки. Кажи ми некои други комбинации интересни, дај некоја идеја, што може друго? Ајде ќе кажам некоја моја комбинација што ја се обожувам. За утринско будење, во водичката ставаме кесичка зелен чај. Значи не мора го вариме чајот како чај, зелен чај ставаме малце ѓумбир, ставаме јас од моите малинки си ги имам во дворот, малце малинки, малце ѓумбир и тоа ми е некоја топ комбинација. Други се сите добри комбинации кои што содржат ѓумбир. Ѓумбирот дава чувство на максимална енергија и раздвиженост, иако во летото малку поспано се осеќаме од топлите денови. Комбинацијата на ѓумбир и некој цитрусен плод како што е лимонот, портокалот се одлични. Јас ги користам за пеењето многу сите овие цитрусови, исто ѓумбирот. Ѓумбир, портокал и лимон комбинација. Са и мед кога има потреба, додавам, само не во ваква состојба и многу ми е интересно дека всушност се може да се комбинира. А овие битер вкусови баш се добри во овој дел од годината, а исто баш како што спомена за подобра кондиција, за подобра кондиција на гласните жици. Сите овие идеи кои ви ги дадовме во текот на оваа емисија, се надевам дека ќе започнете да ги применувате и ќе започнете да си го негувате своето здравје, а јас и Елена ќе си наздравиме и ќе си продолжиме да си уживаме во сите овие комбинации што си ги приготвивме денес. Салонот во кој јас се чувствувам во своја кожа е LTD салон. Со шминка која ги истакнува најубавите црти и фризура која остава несекојдневен и незаменлив печат. Тој го освои моето срце. Се јавувам како негово заштитно лице, затоа што нашата пријателска врска трае веќе долги години.
Тој може да го дефинира вашиот надворешен изглед и да ви помогне да заблескате во вашите посебни мигови. Сите што сакаат да го посетат LTD салон се наоѓа во новиот пазар. Spending days as the year turns. Put your ear to the word. Curious, my book of love, the house that I have given up. I was at that place, so when you said yes, I was ready. I was at that place, so when you said yes, I was ready. Restlessness when the weather breaks. How you feel when you just can't sleep. At the spot out in the dark, where the tree line hits the beach. I was at that place, so when you said yes, I was ready. I was at that place, so when you said yes, I was ready. I was at that place, so when you said yes, I was ready. Да одиме се почесто во театар, да ја истражуваме уметноста, да стануваме се полюбопитни, за да им дозволиме на уметничките дела длабоко да ја допрат нашата душа и да ни помогнат или да не поттикнат во донесувањето на одлуки. Посериозно да го сватиме придонесот кој го имаме во градењето на нашата култура. Со љубов, вашата Стефанија. Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден.